Дозволете најнапред да го поздравам генералниот секретар на НАТО, господинот Јенс Столтенберг. Истовремено да ја поздравам сите вас присутни граѓани на Газибава, новинари и гости. Особено ми е драго и чест што денеска можем да бидам домаќин на првиот човек на НАТО алијансата кој што представува коалиција на најбезбедносниот систем во светот. Дозволете како градоначалник и како жител на Стајковци да му издадам посебна благодарност на генералниот секретар за помошта и брзата и професионална интервенција на единиците од НАТО за време на поплавите од 6 август 2016 година. Дозволете да подадената рака и пристапниот договор кој што ги имаме со НАТО дека НАТО ни представува сигурен партнер во иднина, исто така да кажам дека подадената рака за членство и сум убеден дека Македонија ќе ја прифати и ќе бидеме 30-та земја членка на алијансата. Дозволете накратко како градоначалник на општина Газибава и во името на граѓаните на општина Газибава да упатам искрена благодарност до генералниот секретар и НАТО војниците и да доделам благодарност и благодарница во она што представуваше нивна помош за време на поплавите и за нивната несебичност, професионалност во моментите кога ни беше најтешко. Добар ден! Ми представува огромно задоволство да бидам денес во ова село. Бидејќи, како што знаете, пред 2 години НАТО беше тука да ви помогне во катастрофалните поплави кои го зафатија вашиот регион. НАТО продолжува да биде тука, продолжува да обезбедува помош и е подготвена да ве прифати како член на алијансата. Ги видов сликите од страшните поплави со кои што бевте соочени, но исто така ги видов и сликите од војниците на КФОР, како ви помагаа во расчистување и изградба на патиштата и со опремата помагаа во справувањето со последиците од катастрофалната поплава со која што бевте соочени. НАТО е воена алијанса, меѓутоа НАТО е многу повеќе од тоа. Ние можеме да направиме многу повеќе работи за луѓето да се чувствуваат безбедни и сигурни. Например, во случај на природни катастрофи, во случај на поплави, можеме да направиме. Многу ми е драго што гледам дека сте го изградиле одново вашето село и дека гледате напред кон иднината, а вие самите одлучувате за вашата иднина. Тоа е само на вас да одлучите. А знам дека за 2 недели пред вас предстои референдум на кој што треба да се одлучите за иднината, за вашето членство во НАТО, за вашето членство во Европската Унија. И повторно, на вас е само да одлучите како ќе гласате на тој референдум. Како ќе гласате за иднината на вашата земја, за членството во НАТО. А ние, како НАТО, можам да кажам дека сме подготвени да ве прифатиме како 30-та земја членка. Бидејќи на самитот во НАТО во јули сите 29 земји членки се согласија да ја доставиме поканата за членство и да започнеме со пристапните разговори. Значи, ако го имплементирате договорот за името, ќе станете земја членка на НАТО. Затоа се надевам искрено следниот пат кога ќе дојдам тука, ќе посетам земја членка на алијансата.